Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги, добре дојдовте на денешната пресконференција на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Заев, и председателот на Советот на Европа, господинот Доналд Туск. Најпрво ќе се обрати председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Заев, а потоа и председателот на Европскиот совет, господинот Туск. Исто така сакам да ви информирам дека поради ограниченото време не се предвидени прашања. Поверете пред мене. Благодарам. Почитувам председателя на Европскиот совет, господин Доналд Туск, почитувани членови на кабинетот на председателот, почитувани членови на владата, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска имаме посебна чест да го пречекаме во нашата земја докажаниот наш пријател, председателот на Европскиот совет, господинот Доналд Туск. Дозволете ми во мое име, во име на владата на Република Северна Македонија и во име на граѓаните на нашата земја, да му изразам нашата благодарност за поддршката и помошта за време на целиот негов 5-годишен мандат. Председателот Туск не пропушти ниту една можност да го афирмира пријателството кон нашата земја, кон аспирацијата на Северна Македонија да биде членка на Европската Унија, како и кон неговата посветеност на процесот на проширувањето на Европската Унија. Нашата заедничка желба е во периодот до следната седница на Европскиот совет ова взаемно пријателство и поддршка да го кронисаме со заеднички историски успех во октомври. Заеднички, затоа што тоа е заеднички интерес и на Северна Македонија и на Европската Унија. Ова е период од најголема важност за постигнување на стратешки цели на нашата земја, со долгорочно и суштинско значење за нашите граѓани. Една од тие цели е потврдувањето на датумот за старт на преговорите со Европската Унија во октомври. Во таа насока, сите наши напори се насочени кон засилен ангажман и целосна посветеност кон обезбедувањето на силна поддршка од земјите членки на Европската Унија за одлуката за почеток на пристапните преговори. После 10 позитивни препораки на Европската комисија, оптимистички заклучоци на Советот во 2018 и 2019 година и резултатите што ги создадовме, се повеќе и повеќе сме убедени дека сме подготвени да ги совладаме сите предизвици што ги носи процесот на пристапните преговори. Нашите очекувања и амбиции за Советот на Европската Унија за Советот на ЕУ на 15 октомври и Европскиот совет на 17 и 18 октомври се освојување на одлука за отварање преговори за пристапување без понатомошно одложување. Председателот Туск ќе ја председава таа за нас историска седница на Европскиот совет, каде лидерите на државите членки на Европската Унија треба да ја потврдат оваа одлука. Затоа денеска детално го запознавме со сите наши напори кои ги направивме во изминатите 2,5 години, но и во изминатите 15 години како држава, кандидат за членство во Европската Унија, која очекува да ги почне преговорите. Очекуваме дека потоа ќе следува повикот до Европската комисија да започне со подготовка на преговарачката рамка за нашата земја и да биде закажена првата меѓувладина конференција, која нема зошто да не биде одржана до крајот на оваа година или почетокот на следната година. Немаме никакво сомневање и нам ни е целосно јасно дека со започнувањето на пристапните преговори влегуваме во длабинско и долго трансформациско патување до целта – членство во Европската Унија. Тоа трансформациско патување со јасна европска перспектива е почеток на интензивна работа за трансформација на нашата земја согласно политиките и правилата на Европската Унија, а во интерес на нашите граѓани. Тој процес е несомнено докажан како незаменлива алатка која генерира позитивни и успешни приказни во земјите кандидатки. Напредокот постигнат од земјите очигледен во реформската агенда на домашно ниво и во нејзините односи со соседите, како и во целокупната демократска трансформација што е постигната досега. Обврските за спроведување на понатамошните резултати продолжуваат, особено во областа на владење на правото. Во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме целосно сме ангажирани во согласност со европските вредности и стандарди. Во тие рамки ги гледаме и дебатата за законот за јавното обвинителство. Случајот рекет е силен тест за судството и за успех на реформите.
Институционалното разрешување на овој и на сите случаеви ќе ја докаже независноста на правосудниот систем и јасната политичка волја за борба против корупцијата. Тоа е европскиот начин, тоа е начинот на правната држава и на владење на правото. Со овие уверувања, почитувани граѓани, денеска го пречекавме и ќе го испратиме искрениот ни наш пријател на Република Северна Македонија, председателот на Европскиот совет, господинот Туск, со кој секако ќе се видиме во Брисел следниот месец, кога заеднички се надеваме ќе ја споделиме радоста за толку долго очекуваниот наш датум за почеток на преговори со Европската унија. Благодарам.